мислам дека секоја држава треба да си води сметка за својот интерес, а нашиот интерес е да имаме здраво население, здрави граѓани. Во случај кога имаме огромно загадување, во случај кога е повеќе од очигледно дека отпадот кој што се гори се разградува и бидејќи нема затворен систем во фабриките, тој излегува во воздухот и загадува, мислам дека во таква ситуација никакви калкулации не би требало да не ограничуваат. И овој закон сметам дека треба да се донесе, апсолутно. Следната недела ќе имаат одговор од институциите, меѓутоа мислам дека, јас се сомневам дека и во институциите има луѓе кои што се лично заинтересирани за тоа, на некој начин, за учество во овој бизнис, и мислам дека овдека има работа за многу институции и други кои што треба да преиспитаат што се прави, како се прави, што се контролира, што не се контролира и зошто не се контролира. Ние немаме целосен систем за контрола и токму затоа бараме времено запирање на увоз на овој отпад за гориво. Во други земји се увезува според Базелска конвенција, треба да може да се увезе, меѓутоа тоа подразбира државата да се има строга контрола и од влез на царина со лабораториско истражување, се до тоа во какви реактори се применува, се гори и што излегува после од тоа. Кај нас нити имаме лабораториска контрола на влезот во царините, тоа го знаеме, ниту имаме уште не акредитирана лабораторијата, еве обезбедивме средства, се надевам ќе биде за некој месец државната лабораторија акредитирана, меѓутоа со сигурно знаеме дека реакторите не се затворен систем во фабриките каде што се гори. И не се проблем само овие фабрики од индустријата каде што се користат отпад како делумно и отпад како гориво. Проблем се сите фабрики големи. Сите тие имаат отворени системи со одредено зафаќање на дел од гасовите со филтри, меѓутоа не се може со филтри што е штетно, не се може да се задржи на филтерот. Така што нам ни треба една сериозна ревизија веројатно на сите тие дозволи и на процедурите, што е дозволено, што не е дозволено, и ревизија на системите, на горилниците во индустријата, и во големите загадувачи, во средните и во малите.